Слово на животот за месец јули 2026 година од Евангелието по Матеј, 13 глава, 23 ред. А посеаното на добра земја е оној што го слуша Словото и го разбира, и кој дава род. Откако му зборуваше на големото мноштво покрај брегот на Галилејското езеро, преку параболи, Исус им се обраќа на учениците и им го објаснува длабокото значење на своите зборови. Главниот лик во нашата приказна е Божјото Слово, споредено со мало и кревко семе. Камењата, трњето и птиците може да го спречат семето да никне, да пушти корен и да донесе зрело класје, но мудриот сејач добро ја познава неговата восхитувачка животна сила. Со овие слики Исус го открива односот меѓу човекот и Словото што Бог изобилно го нуди. Нека го прифаќаат, а други, од различни причини, дозволуваат да падне на земјата без да донесе плод. Во човечкото срце, површноста и претераната загриженост за материјалните нешта го загрозуваат чудото на надприродниот живот, што самиот Бог сака да го разгори во своите созданија. Како учениците, така и нас, Исус не повикува да навлеземе во понизната тајна на Божјата љубов. Во исто време, лично не повикува да донесеме одлука каква почва сакаме да бидеме. А посеаното на добра земја е оној што го слуша Словото и го разбира, и кој дава род. Да се слуша и да се разбере. Се чини дека токму во тоа е тајната што не прави плодна почва, во која семето на Словото може да ја покаже својата сила и да донесе добар род. Колку е драгоцена подготвеноста да се слуша. Тоа е духовен простор за Божјиот живот. Бог секогаш ни претходи со неговото милосрдие, со трпеливоста на работник кој го познава и го почитува времето потребно за созревање. Како што пишува Кјара Лубик, Божите зборови одвнатре го просветлуваат не само умот, туку целото наше битие, затоа што се светлина, љубов и живот. Тие даваат мир, оно што Исус го нарекува свој, мојот мир. Дури и во мигови на вознемиреност и страх. Тие даваат полнота, на радост и среде болката што понекогаш ја обзема душата. Даваат сила, особено во мигови на малодушност или обесхрабрување. Не прават слободни, затоа што го отварат патот кон вистината. И во нас треба да се роди силна љубов кон Божјото Слово. Внимателно да го примаме кога ни се објавува во црквите, кога го читаме, го проучуваме или размислуваме за него, но пред се, повикани сме да го живееме. Живеејќи само еден Исусов збор, го живееме целото Евангелие, затоа што тој во секој свој збор се дарува целосно. Тој самиот доаѓа да живее со нас и го преобразува нашиот начин на мислење, сакање и действување во сите животни околности. А посеаното на добра земја е оној што го слуша Словото и го разбира, и кој дава род. Вамбил од Мексико раскажува: тоа беше период кога се чувствував како да сум заробен во длабока бездна. Тогаш бев во насилна врска и се обидував сам да избегнам и да ги решам сите проблеми со сопствените сили. Под влијанието на социјалните мрежи и надворешната врева, често следев содржини што не беа водени од Бога. И покрај сите мои напори и понатаму се чувствував празно и изгубено. Знаев дека љубовта е универзален јазик. Кога почнав да волонтирам, најдов исполнетост што можеше да дојде само од Бога. Со текот на времето открив место
каде што можев да го слушам неговото слово и да растам во односот со него. Длабоко сум благодарен. Дури и кога се чувствуваме како сува и каменеста почва, токму словото е делотворно, како што ни открива пророкот Исаија, како што паѓа дожд и снег од небото непрекинато, додека земјата не се напои, не се оплоди и не се зазеленее, за да му даде семе на сејачот и леп за јадење. Така словото што излегува од мојата уста не се враќа при мене без плод, туку го прави она што го сакав и ќе го изврши она заради кое го испратив. Носени од оваа надеж, во време исполнето со стравови и тензии, да ја негуваме довербата и во жените и во мажите со кои го делиме животот, да веруваме во нивната способност да донесат добри плодови, создавајќи можности за слушање и диалог, како заедно печекореле кон хоризонтот на братството. А посеаното на добра земја е оној што го слуша словото и го разбира, и кој дава род. Подготвиле Летиција Магри и тимот на Слово на животот.